Со мене во студио е Љупчо Поповски, со кого секој понеделник, ама сега вторник, бидејќи беше долг викендот, разговараме за теми кои што тој ги загатнува во своите редовни колумни за Дојче Веле, а потоа масовно се читаат за време на викендот за оние сладокусци кои што се заинтересирани за, да кажам, една подлабока анализа околу меѓународни позиции, домашни позиции, исто така, кои што рефлектираат на меѓународните позиции Македонија и воопшто за пред се Љупчо европски теми со кои што се занимаваш подлабоко. Ке ја прочитав и оваа колумна со големо задоволство. Се разбира, ти пишуваш подолги анализи, имаш таква елаборација. Не само тоа, туку и таа убавина да можеш еднаш неделно да се освртиш во повеќе детали. Велиш Европската унија како велосипед, цитираш, мислам Делор цитираш, ако не се лажам, каде што ако престане да врти паѓа, а некој и тоа го цитираш, велиш дека некој оценува дека е сега во моментот велосипедот подпред на зид. Она што нам ни се случи кај Брдо на Кранј, на Брдо кај Кранј, минатата недела, што всушност беше еден минимален напредок во дипломатијата, дали ќе стои или нема да стои проширување во завршниот документ и така натаму, но во суштина се потврди нашата блокада. Потоа не тера да размислуваме и во Македонија, а и пошироко во регионот, за тоа што ни се всушност нас интегративните перспективи и дали Европската унија е единствениот можен модалитет за некакво повисоко интегрирање. Паралелно на тоа, веќе неколку години функционира оваа иницијатива за Отворен Балкан. Разни луѓе се залагаат, јас утре го имам професорот Маријан Бојаджиев, со кој што повторно ќе разговараме за Европската економска заедница како можност, сето тоа како резултат на блокираноста кон Европската унија. Колку се реални овие, затоа што сакам да стигнеме до овој собир на неврзаните кои што се случи во Белград, се подсмевнувам бидејќи јас ги памтам, ние сме генерации кои што ги памтиме Титовите собери и така натаму и реалната важност на тоа движење. Значи, колку сме ние жртви на овие, да кажам, колку се тие илузии или се реални перспективи овој вид на проширување? За жал, ние се наоѓаме во некаков вид ќорсохак. Ни ваму, ни таму. Има, во улицата има на 3 места се грана, а секаде е затворена. Значи, проблемот со ЕУ, да не го образлагаме. Ние не знаеме тоа кога ќе се случи. Не заради нас, туку очигледно заради себичноста на некои земји членки, за стравот од проширување, тоа проблемите што ги имаат со Романија и Бугарија, последните земји членки кои што го направија најголемата лоша услуга за идните земји членки, за идните кандидати, кои што влегува целосно неподготвени и сега се легло на корупција и отсутство на правна држава. Но овие варијанти за поблиска соработка со Британија како нова независна земја, со Америка или пак со Европската економска зона, мислам дека може да бидат во некоја перспектива, но тоа не се нашите реални можности. Еве, на пример, за ова ЕЕА, што е Европска економска зона. Значи, во таа зона членуваат 20 сите земји членки на ЕУ, но Хрватска уште го нема полноправното. 8 години чека да биде одобрено незиното членство. Има поднесено документи што се вика за членство, но треба да се ратификува тоа членство во сите земји, во парламентите на сите земји. А тоа, 8 години уште не оди. И во таа Европска економска зона се Норвешка, Лихтенштеин и Исланд. Швајцарија одбија. Швајцарија одби на референдум, не сакаме ние во тоа да имаме никакви врски, затоа што во основа треба да дава пари. Треба да дава пари во ЕУ. Значи, Лихтенштеин е најбогатата земја во светот. Има $160,000 бруто, сега може и Брунеи се побогати, но бруто приход по жител има $160,000. Норвешка има некаде околу $70,000. Значи има повеќе отколку Германија, Луксембург и така. Исланд има околу 45,000. Значи тоа се 3 богати земји кои што учествуваат со некакви
капацитети и плюс има еден систем на организација. Значи има тој совет на ЕУ и овие три земји. Норвешка, например, тој норвешки фонд кој што дава околу 200 милиони евра во Европска унија годишно, значи ние може тоа да го ама не знам како ќе одиме ние толку сиромашни во една паралела. 6 земји на Западен Балкан имаат помал БДП од Словачка. Од Словачка, така да. И ние кога би се интегрирале сите одеднаш од утре, не би била под 1% од европскиот бруто домашен производ. Да. Што значи дека па тоа не сме ни мува, би се рекол дека сме комарец, за душе зуиме малку, ама сме комарец во однос на овие бумбари и птици грабливки, кои што летаат на економското небо на така, и ова познатата фондација Бертелсман од Германија заедно со институтот во Виена направија пред известно време една анализа и конкретно околу тоа дека под 1% дека BDP-то, значи вика дека Европската унија ќе нема апсолутно никакви трошоци, напори за да ги алиментира барањата на, значи тие одвојување пари на сега е јасно дека се работи за политика само. Бидејќи нема друг тип на како и што претходните проширувања беа политика, само тој Биг Бенг од така 2014 се е политика. Апсолутно во таа политика ние ја пропуштивме неколку шанси во минатото. И минатиот пат разговаравме и во колумната, сега подсетуваш дека можеби и клучот е сепак во онаа блокада кај французите 2019 година, тогаш практично да поминевме, сега веќе ќе бевме со отворени преговори, ќе имаше уште долги и темелни работи да се завршуваат. Меѓутоа, сега тоа е што е. Треба ли Македонија да се приближи кон движењето на неврзаните? Не. Добро. Над 100 земји викендов во Белград, Вучич во лога на Тито. Ова, значи не треба ние со некаква, може да има некаков статус таму да даде како посматрач или нешто, но да влегува во тие сделки на некои, мислам, таму стварно се многу земји, ама не е тоа патот на Македонија што треба да го оди. Таа може да биде посматрач, и Црна Гора е посматрач, беше на самите. Добро, ние сме членки на НАТО, така што кај неврзаните тоа да, не е тоа проблем. Например, Србија не е членка на движењето на неврзаните. И таа е посматрач. Но сега наблюдувач, тоест. Но сега таа Вучич сака да се направи како некаков нов Тито, да ги собере на 60 години од првиот самит кога беа таму Тито, Нахру, Несур, Тито, Нехру и Насер и Квамен Хрумах и така натаму во Белград. Ама тоа е само за негови и мислам и за руски интереси и турски. Бидејќи Лавров беше прилично активен. Па него му простреа црвен тепих во Белград за да го однесе движењето на неврзаните во некаква руска сфера на влијание. Видите сега председавач на движењето на неврзаните е еден познат автократ, тоа председателот на Азербејџан Илхам Алиев. Една од звездите беше таму Мевлют Чавушоглу, министерот за надворешни работи на Турција. Од толку делегации имаше само еден председател на држава, тоа е на Гана. Гана има посебно место во движењето на неврзаните, бидејќи првиот председател, значи Гана е, мислам дека првата земја што излезе од колонијалните стеги на Британија, тоа беше голема политичка звезда и така. Во времето на колонијализмот и антиколонијализмот имаше тоа. Добро, да прашам сепак со оглед на целата оваа затегнатост која што наново се раѓа во светот, да не ги анализираме, стопасти сме ги анализирали, да кажем, крупните глобални движења. Не му треба ли на светот токму некакво неврзано движење, како што, без разлика ова, што сега се случува, една, да кажем, бледа сенка на тоа што некогаш беше и каде што реално имаше, заради тогашната поделеност на светот, имаше и политичко влијание целото тоа движење. Дали не е време за обновување на некакви такви движења, како што е движењето на неврзаните? Значи, за да се обнови тоа, мислам дека треба големи политички фигури. Тоа, значи, Тито беше за почеток. Тито беше огромна политичка фигура во таа констелација на односите.
Нехру исто така, И сите така што други сега- беа сега- млади, надежни, Да. туку што постколонијални, Постколонијални станаа или низе од колони. нив автократи и Да, корумпирани. ама тоа беше и друго, тоа не спљачка. може таа ситуација да се преслика сега. И тогаш движењето на Запад држеше една, да речем, умерена дистанца и кон едниот блок и кон другиот. Ова во Белград сега што се случи, значи зашто ако беше Сергеј Лавров, зашто не беше Антони Блинкен, на пример, или Кога пак би било кога би била некаква равнотежа. еквидистанца спрема двете големи сили, или не мора Антони Блинкен, може да била Венди Шерман, заменичката него. Не е важно, но овдека се види дека тоа како тоа Фуковото клотно отишло на една страна и останало таму. Така што ако на овој начин да се движат работите во движењето на врзаните, ја се плашам дека тоа ќе се делегитимира самото, затоа што ќе остане делот од една интересна сфера која што е поврзана со Русија, а можеби во догледно време на тоа ќе се накалеми и Кина. Лјупчо, за крај, бидејќи го спомнавме Лавров, Вучич и така натаму, забележливо едно вооружување на Србија во последните неколку години, се повеќе, па би рекол и наназад 4-5 години, се повеќе купување авиони, сега дури не е ни важно во каква состојба се, што типови се тие авиони, руско оружје, сега се ветува уште поголем контингент и така натаму. Зошто, бидејќи Србија навистина земјата која што е обкружена со максимална безбедност која што на известен начин им ја дава НАТО, додуше тие со НАТО имаат историја каква што имаат и тоа секако не е нешто што го паметат подобро. Меѓутоа, против кого би се борела Србија за вакво вооружување како што сега Вучич се, да кажем, во последните неколку години баш онака очигледно се вооружува со зголемено темпо? Значи, прво околу ова историјата меѓу Србија и НАТО, знаеме каква е, но Србија има и друга историја со НАТО. Од 2007 тие се во партнерството за мир на НАТО. Од 2015 ми се чини некаде 16-та, таму тие имаат тоа ниво е зголемено за уште скали, да. Така што тие имаат добри односи. Ја бев на еден, на пример, на една заедничка вежба на српските и силите на НАТО во близина на Белград кај Младеновец, тоа беше стотици илјадници НАТО војници таму. Така што има тоа. Држат паралелно. Да, ама мислам дека ова поврзано со сега, на пример, Бугарија се вооружува од други причини, на пример, Хрватска исто купува некои нови авиони. Ама делот таа подршка што ја има од Русија, мислам дека е поврзана со купување, не со да дае директно пари, но со купување на оружје. На пример, србите купија МиГ-29, користени веќе МиГ-29 и платија уште 250-300 милиони за одржување што треба. Еве денеска, мислам дека од вчера имаат воздухопловни маневри со хеликоптери русите и србите. Значи, таа подршка за Косово, за пониска цена на гасот, тоа мора на одреден начин да се плати. Тоа се плаќа преку вооружување и нормално Србија како најголема, како Пиемонт од земјите од поранешна Југославија, вклучувајќи и Бугарија и Албанија, мора да покаже некаква супериорност во вооружување. Тоа е како извира само од себе, не е дека не може да биде таа помалку вооружена од она, например, што го прават бугарите, така што тоа е делот од некаква милитаризација не само на државата, туку и на општеството во Србија што се случува. Гледате тоа Вулин какви изјави дава и така натаму. Но има тоа да завршим, има една мислам дека 17-та година беше тогашниот заменик помошник државен секретар Хојт Ји на еден економски самит во Белград на српски јазик кажа една реченица јасна: не можете да седите на две столчиња, особено ако тие двете столчиња се поставени далеку, на метро или на две. Така што тоа е порака која Вучич многу добро ја знае. Многу добро ја знае, така што Вучич има умештност да трча од едното до другото столче без да седне на ниедно и подседнува малку и на двете. Лјупчо Поповски, благодарам ви ова утро за одлична анализа. Се гледаме во понеделник во следниот термин за неделна колумна, викенд колумна.